Железничкиот е исклучително значаен и за нашите граѓани, но и за оние кои што транзитираат низ Македонија. Така што, како што знаете, ние во моментот го реконструираме целата пруга на коридорот 10 и тоа е во една длабока и завршна фаза. Исто така набавуваме нови композиции, нови вагони за патнички сообраќај, за товарен веќе набавивме 150. Овие за патнички треба да стигнат до нова година, до јануари, односно, во 2016 и реконструкција на железничките станици. Значи, тоа е една поврзана целина. Железничките станици да се реконструираат, самата железница да се реконструира и да се набават нови вагони и товарни и за патнички сообраќај. И мислам дека после оваа операција што ја правиме во овие три сегменти, дека железничкиот сообраќај во Македонија ќе биде многу повеќе користен од страна на граѓаните, бидејќи ќе имаат побрзи и поудобни железнички вагони, ќе има побрзи и побезбедни пруги и реновирани железнички станици. Што се однесува до коридорот 10, веројатно мислите на онаа делница што се гради помеѓу Демир Капија и Смоквица. Јас би кажал дека таа е една од трите автопати што се градат во Македонија. Во Македонија во моментот, како што сите знаеме, се градат 3 автопати и имаме добар прогрес во сите. Например, во делот на Скопје-Штип, пробиена е трасата за 90% од трасата е пробиена. Во делот на коридорот 10, Смоквица Демир Капија, пробиена е 57% трасата и во делот на Кичево Охрид 37% од трасата е веќе пробиена. Така што се работи со полна пареја, вработени се многу луѓе. Последна бројка што ја добив е 2220 работници се ангажирани само на овие 3 автопати. И автопатот има исто така голема важна компонента за домашната економија, ангажман на локални компании, ангажман на подизидувачи. Понатаму ќе има голема компонента и кога ќе бидат завршени во делот на економскиот развој и што е најважно и голем број на вработувања во овој момент. Така што сите три автопати се градат со силна динамика. Имавме сосема мало заостанување за време на кое што беше предизвикано од временските услови, но сега веќе бидејќи се работи со полна пареја, се надокнади тоа и работи тоа според планираното.